Почитувани мои, добар ден. Го гледате најновото издание на Црвена линија. Оваа година на доделувањето на Оскарите, филмот Опенхајмер доби 7 златни статуетки. Во филмот Македонија, наместо актерите и режисерите, главни звезди се политичарите. Според вас, кој треба да добие Оскар за режија, кој за глума, а кој за специјални ефекти? Верувам дека ќе бидете подеднакво и креативни, секако ќе се покажете и докажете во ова издание на Црвена линија во однос на тоа како вие би ги номинирале и доделиле Оскарите. Што се однесува до прашањата, имаме и уште едно кое што ве очекува секогаш на Instagram Story. Тоа значи дека треба и да не заследите токму таму и заедно со останатите инстаграмџи да одговорите на ова прашање. Односно, кој филм најдобро би ја представил ситуацијата во Македонија? Под А имате опција има ли пилот во авионот прв дел и под Б има ли пилот во авионот втор дел. Кликате на вашиот одговор секако и некаде таму по рекламите при крајот на ова издание на Црвена линија секако во проценти пресметано ќе ги соопштиме и резултатите. Таа ваша креативност се разбира, очекуваме низ коментари, споделувања, се разбира да ја пренесете и на социјалните медиуми. Доволно е да не заследите на Facebook Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме нашите теми, па така и оваа денешна за која што зборуваме со вас. Што се однесува до македонскиот Оскар 2023 година, кои политичари според вас треба да добијат Оскар и во каква номинација? Меѓу другото, според вас, кој филм најдобро би ја представил и ситуацијата во Македонија? Верувам дека сте голем дел од вас и филмофили, гледате филмови, па така бидете креативни и морам да признам со нетрпение очекуваме да ги слушнеме вашите одговори токму на 02307 0005. Намалете го тонот на телевизорот веднаш по вклучувањето во режија и секако не зборувајте преку спикерфон или интерфон. Добар ден. Добар ден, Тина на телефон. Коста од Струмица. Македонски Оскар под политичарите би требало да добие, мислам, Христијан Мицковски како најдобар, мислам, председател на Република Македонија. Радмила Шекеринска. Во таа улога добро? Би требало за визуелни ефекти нешто, зашто ги лажат народот. А еве според вас кој филм најдобро, се извинувам, Коста, дали ме слушате, кој филм најдобро би ја представил нашата ситуација, еве? Од македонските филми до сега што беа снимани во Македонија. Без разлика кој филм еве најдобро наслов би ја представил Македонија. Предојдот, мислам, од Милчо Манчевски филмот. Иначе, доста политичари би требало да добијат Оскар, зашто ги лажат народо. Мислам, вистински, сношти ја пратив премиерата на Оскар и многу ми се хареса. Мислам, церемонијата што беше доделувањето. Секој пат на Оскар се доделуват реални, а кај нас овде случувањата се многу тешки и не знам што да би кажал. Секој еве во номинацијата во Македонија од политичарите за специјални ефекти, кој треба да добие Оскар? За специјални Џафери треба да добие, за специјално ти ги лажа народ. Џафери. Ви посакувам пријатен ден и народот ми слуша. Секако ви посакуваме пријатен ден и секако ден во кој што тешка, али што е тоа? Така ви посакуваме и ние убав ден и секако ден во кој што ќе продолжите да следите Црвена линија, бидејќи креативноста ја оставаме на вас и како што напоменав, навистина сакаме да слушнеме какви категории на номинации вие би направиле доколку треба да се номинираат политичарите. Добар ден. Ајде, добар ден. Голем поздрав до вас. Поздрав од Ѓорче Сити. Така, дали ги следевме Оскарите? Не ги следев по вестите, кој добил, како добил, вашите вести ги следам. Така, еве според нас кој треба да добие Оскар за режија од политичарите, за глума и за специјални ефекти? Претходникот, сериозна е работата во Македонија, во кој контекст? Секој ден слушаме афери, секој ден слушаме разочарување од народот. Допрва сега почнува прљава кампања. Јас би ве замолил, сум рекол 3 пати, уште 5 пати ги речем. Имате прекрасни новинари, имате емисии.
Дайте една тема, имате правници со меѓународно искуство. Како да се зачуваме Македонија, а да побараме помош од страна од луѓе 10 години. Ајде, кажете ми, според вас, кој филм најдобро би ја представил ситуацијата во Македонија? Филмови, не навлегувам тоа, се слушате што ви кажу. Филмови, странците да дојдат да оправат Македонија, ете тој филм. Така, добро. Имаме закони, не се почитуваат, ако ќе дојде некој, да не кажем една лабава диктатура, да не бидам безобразен да речем талибанци да дојдат. Тие септеноците вери се талибанците во Афганистан. Значи, сериозна е темата. Со покачувањето, чекайте се ако ќе дојдат пред празниците и нашите и муслиманските, па уште појќе ако крставиците, патлижањите 120 денари, 220 ги бидат. Затоа некоја тема правник да поканите. Благодарам многу за јавувањето. Секојдневно обработуваме и општествено и социјални и политички теми. И не случајно еве инспирирани бидејќи Оскарите се уште се атракција која што ја следи светската публика. Оставаме денес да бидете креативни, па еве во филмот Македонија наместо актерите и режисерите, факт е дека главните звезди се политичарите. Според вас, сега навистина би сакале да ве слушаме еве овој агол. Кој треба од политичарите да добие Оскар за режија, кој за глума, кој за специјални ефекти? Дали некој од филмовите што сте ги гледале, некој наслов всушност би ја представил ситуацијата во Македонија, поточно да речам, кој филм најдобро би ја представил ситуацијата во Македонија? Добар ден. Здраво. Здраво, голем поздрав до вас. Поздрав и од мене кон вас. Па види вака, филм таков не е уште снимен за овие тука ситуации што се дешаваат во држава. Нема таков филм, немаат идеи. Така треба да дојдат тука да ја проучат оваа територија. Тие режисери што ги спомнувате со светски звања. Добро, во која категорија на филмови би бил филмот на Македонија? Научна фантастика, трилер? Па види сега, ја драма. би кажал една друга категорија, ама незгодно е, ќе кажам ај хорор. Хорор, али близко е со таа другата категорија. Значи, иначе би кажал, добар филм за мене да се вика, да речеме, двојца ќелави се тегнат за коса. Не знам дали ме разбирате, значи, они се двојцата ќелави, тоа е вистина така. Ама, коса за косење треба се збори. Значи, коса со која што се коси треба. Они за неа се борат, се тегнат. Не за некоја друга коса. Добро, да не кој еве би имал главна машка улога во овој филм? Види, ако збориме, главна машка улога од политичариве е Мицко. Значи, дефинитивно. Успеа со вакви некои наивности, чуда, муабети, луѓево да ги придобие, заборавајќи луѓево дека до 2015 година беа возени преку вода жедни. Нема време, инаку оне Оскаровец прва лига. Поздрав. Благодарам многу. Секако, ако имате уште инспирација, желба да зборувате на оваа тема, повторно завртете го бројот и имате нови следни 90 секунди. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден од Рачиново. Голем поздрав до вас. Да сте ме здрави и живи сите и уедном им честитам Рамазанскиот пост на вероисповедна нека е исламот. солесно рамазанските пости. Солесно нека биде и добро и убаво и расположение. Вака, јас поодамно имам спремано ова, мислам, наградата кој ќе ја добие. Поодамно, јас лично за мене ги прегласувам пред 10 годишните министер за правда и во Уставниот суд што беше брачниот пар Маневи, Филимена и господинот. Затоа што нивното се уште работи во оваа држава, безпрекидно извршителите, нотарите и уште што не, а судот се спие малце на одмор и ја би му доделил оваа награда точно на нив. Затоа што тој ги доделил ножевите да ги касапат луѓето, граѓаните во оваа држава, во секој начин и
Мора тие да А еве бидат... според вас да го искористиме и времето за ова, кој филм најдобро би ја представил ситуацијата во Македонија? Па тие се најдобрите, нема по други, Кој нема други наслов? кој може. Кој наслов? Па, ете, например, тие што брачниот пар Маневи што ги предвогив јас и таа награда тие да го имат, за тоа што од таа награда ние се оправивме на овие 10 години, се знае како држава. А на судот ќе му доделам Сахарова награда за тоа што одмарал 10 години ништо не прави. Благодарам многу за учеството. Еве малку ќе ги вклучиме и твитерџи. Еве што е напишано на Твитер. Луѓе не гледав Оскар и да не добија Оскар нашиве политичари за глумење лудило. Според вас кој треба да добие Оскар за режија, за главна улога, за најдобра глума, секако и еве имаме и категорија специјални ефекти, но оставаме на вас еве да создадете номинации во други категории. Секако има многу. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав, Љупчо, до вас. И ја до мене. За кој филм кој филм би ја представил најдобро ситуацијата во Македонија, ја би ишол со 3 филма, значи делумно секвенција од 3 филма. Првичниот ви е Татко на службен пат, каде што таму нели роднини зет и Шура си вадат очи меѓу себе, се затвараат, па го Шурата го праќа зетото затвор. Тама он глуми дека е на службен пат. Па они после Ничија земја која се расправаат двајтата преживеани во ровот, кој прв ја започнал војната, кај нас се расправаат кој повеќе крадел. И третиот филм е оној крајот од Црвениот коњ. Кој губи Црвениот коњ на крај? Знаете кога го одра коњот е следната сцена, нели? Коњот со кој дојде овој борецот што беше протеран до Русија, кога се врати во родното село, на крај му го тепа, нели, со селаните македонци коњот и му го одра во дворот. А што се однесе за Оскар, се знае парламентот и политичарите македонски убедливо за све по сите услови. Најповеќе за лага, да ти кажам право. Затоа што го лажат овој народ, а ве го вртат како млад мајмун, да ти кажам право. Што им одговара? Сложни се што не им одговара, глумат кога ги се караат. Толку пријатно. А еве номинацијата специјални ефекти. Дуи, они се макари за тоа. Они се макари за специјални, они се секоја со власта и со партиите, они се за демократија, они се зелени, они се вака ствари, се за она лева рака десни джеб. Толку. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму, повторно и ќе превземеме нешто од твитерџи. Мора да признаеме дека за Оскарите секогаш се зборува, па така и години наназад, па еве како се зборувало никогаш во однос на Оскари за политичари. Александра напишала: Оскар за политичари, категории најдобро лажење, најнеприметно крадење, најемотивен говор, најдобри климачи со глава и најдобра фотографија. Еве, ако имате идеја и за поинакви категории, секако сакаме да слушнеме еве од ваш креативен аспект како би ги доделиле вие номинациите кога станува збор за политичарите како актери. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Па вака, Тина. Сега мене најдобар печаток ми даде изјавата на италијански мафијаши за Македонија. Вика, држава, да ја расхипувам, и држава да ја крадам, не можам тоа, никад у живот. И исто други мафијаши што изјавиле, не дуže народ да крада, тоа е мене испод чест ми е. Мафијаши ова италијански што изјавили. Филм Кум 3 би го ставил. Купуваат тоа, знаеш како, од државата. Акции, фабрики кои купуваат, имоти, од државата тоа би го ставил. Дека нашиве постојано 30 години тоа го прават. Ништо друго. Еве во однос на категориите, кој треба според вас да добие Оскар за режија, за глума, специјални ефекти? Па, јас мислам дека Зора Заев треба да добие улога ко Лажго, ко президент Лажго мафијаш. Мицковски ко недопакан така политичар, така бар мене ми изгледа. Груевски како несовршен последните погото 3 години
му дава на братучето што сака да прави, го гледа низ. Така, добро, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Еве, кој наслов, филмски наслов би можела да ја носи ситуацијата во Македонија? Абе, од оние македонските приказни Али Баба и 40 разбойници. Али Баба може да биде Али Ахмети, а разбойниците виќе сите си тие што влегува во владата. Иначе Оскар треба да му доделиме на Заев и на Ковачевски. Бидејќи Заев многу со лаги дојде на... Еве сега се насмев, сакам да споделам со вас, денеска сме малку и порелаксирани во однос на темата. Еден коментар од Сенат Арслан, да видам како вие ќе кажете во однос на доделувањето на Оскарите. Европска Унија треба реформи, Македонија одговара вака, преку фотографија. Најубаво тома на Оскарите имаше еден гол човек тамо, гол човек го прикажува тие Оскари што добил, гол човек го прикажува. Така изгледа и ова слично нешто така иде. Тина. А еве за специјални ефекти, номинација, оригинално сценарио. Абе јас само сакам да кажам овие, значи Заев и Ковачевски, он најмногу Заев излага кога требаше да дојде на власт, дека нема да смени име, нема, а овој Ковачевски дека со бугарите направи договор со бугарите. Ама тој договор не е направен во Франција, тој договор е направен во мала речица тамо, Али Ахмети, Дуи тамо. Македонија во која категорија на филмови? Акција, трилер, драма? Голем трилер се, голем трилер. Благодарам многу и вам за учеството. Продолжуваме понатаму да видиме како ќе одговорат и останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Ало. Голем поздрав до вас. Добар ден. Добар ден. За доделувањето на Оскарите во Америка, они си доделуват Оскари, на никако и одговара. Ајде во Македонија како вие би доделиле Оскари? Оскари во Македонија може да се доделат на политичарите, на сите поред, затоа што тие само лажат и можат да добијат Оскари за лага. За ништо друго не можат да добијат Оскари. А филм треба да се снима во Македонија за страф и ужас, за такви работи. Каков наслов би имал филмот според вас? Страф и ужас на луѓе што живеат у куќи, што паѓат, а никој не им помага ништо. И тие луѓе се изложени на опасност, а никој не ги ферма. И такви филмови треба да се снимат. Други филмови не може да се снимат. За комични филмови не може да се снимат у Македонија. Затоа што... А научна фантастика може ли да се снима во Македонија? Научна фантастика? Да. Па научна фантастика може да се снима кога ќе македонците идат на месечината. Тогај може да се снима научен фантастични филмови. Имате уште малку време, би сакале да додадете уште нешто? Па, ние сме целата држава за Оскар, да ни се доделе на сите. Благодарам, многу прекрасни сте. И на владата. Благодарам, многу прекрасни сте. Продолжете да не следите. Одиме понатаму да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Оскар треба да се даде на македонскиот народ. Молим? Слушаме, продолжете. Да, треба да се даде на македонскиот народ. Оти многу ужас под истрапе. Молим? Дали ви е намален тонот на телевизорот, бидејќи ве слушаме? Да, намален е точно. Продолжете, ве слушаме.
треба Оскар и тоа голем Оскар колку што е државата голема, на македонскиот народ измачен, затоа што треба да се снима филм со втор дел и поголем да биде, со подолгометража Пеколот. Патот за Пеколот, што беше македонскиот дел од Пеколот, како беше филмот. Сега треба да се снима, затоа што македонскиот народ многу издржува, многу трпе понижувања, самоволија, кој како сака, да се симнат тие од тие што читат, што гледат, што си играт игри во парламентот, тие... А во која категорија, еве, како би ги распределиле Оскарите за политичарите? За политичарите? За политичарите не добиват не е Оскар. Не заслужува да ги погледнат какви Оскари, какви бакрачи. Тие треба да и се најде место кај што треба да ги снимат. Сите става заедно. Како порано што ги ставаре на Голиот оток, исто и сега. Треба да ги стават. Да нема глас, да не се слуша од нив. Пријатно и фала. Големо благодарам уште еднаш за вашето јавување. Продолжуваме се разбира онаму каде што на социјалните медиуми во однос на нашата тема има и доста коментари. Па ева Александар Тринчев напишал, значи, али 3 Оскари како Титаник на времето. Каков наслов би дале за филмот? Кој наслов филмски најдобро би ја представил ситуацијата во Македонија според вас? Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден и убав ден да се имате. Најубав ден и вам. Па еве да почнеме да го именуваме филмот, насловот кој што најдобро. Па мислам дека вие перфектна оваа тема, меѓутоа за 1 април да е, 3 април да ја пуштивте. Мислам дека ај ќе ја поновите, може, има време. Има време, до тогаш и може би за нешто друго ќе зборуваме. Да, што се однесува за политичари, многу политичари може да добијат Оскар. Верувајте дека може да добијат. Осим Кирил Григоров и Бранко, ја би ги одвоил и Бранко Црвенковски. Останатите сите треба да добијат Оскари. Во кои категории? Па, ја мислам вака. И дури и филмови можеме да тука. За комунјарите, комунистичките, ќе дадеме партизански филмови ќе снимаме. Имаме, а за комитите имаме за војводите. Така да имаме многу филмови и многу историја да Каков прикажеме. наслов би дале еве за филмот кој што апсолутно ќе ја представи сликата во Македонија? Тина, јас сакам да се нашалам, меѓутоа стварно сериозна и темава е мошта сериозна, кој имам ум да ја свати работата, ние не ја свачаме дека е сериозна. Па еве испратете порака преку насловот колку е сериозна ситуацијата. Па е сериозна, како не е сериозна. Зар не гледате дека народот е тотално пореметен и економски и психолошки. И да се избори народ не знае ни кај ќе гласа, што ќе гласа, а камоли друго. Така да ситуацијата, политичарите кои ја направија, треба на сите ние, граѓаните, да им доделиме Оскари. Зашто ние ги донесоме тие граѓани, тие политичари. Граѓанинот гласат и ние тие титули треба да им ги дадеме. Нека им е на здравие и пак нека не преварат сега 24-та година. Големо благодарам и вам за учеството и вашите одговори. Продолжуваме со оние одговори врзани кои што доаѓаат од социјалните медиуми. Бобан Илевски напишал најдобро адаптирано сценарио стратешките партнери. Еве според најдобро адаптирано сценарио оваа категорија кој треба да добие Оскар според вас? За категоријата специјални ефекти, најдобар глумец, главна машка улога се разбира, најдобра споредна машка улога, најдобра женска улога, споредна женска улога и така натаму. И секако еве да слушнеме каков наслов би дале на филмот кој што целосно би ја осликал ситуацијата во Македонија. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас. Намалете го тонот на телевизорот. Ало, еве да го намалиме ако... Да, за подобро да се слушнеме, да не ви доцни звукот и да немате чувство дека ве слушаме. Повелете. Добро, ете, има среќа прв пат да ве добијам, го намали телевизорот. Драго ми е дека така еве за прв пат кои ќе бидат вашите одговори. Отворивте широка лепеза, па ми дадовте време убаво да се размислам и како номинациите да ги поделам. Вака, за најдобар политичар Оскар би добил, ајде да речеме, вашиот директор Андреј Јосифовски како политичар од позади. Како сериозен режисер, вашиот претходен уредник, како се викаше,
Во тема нема политичари, а во политичарите што ќе кажете? Добро де сега, нели вие Ние политичари бараме, сакаме да слушаме од политичарите како би ги поделиле номинации. Па нели на шега ја вртиме малку, вие темата ја вртите малку на шега и јас се обидувам да следам тој тон, па така у тој дух се обидувам ја да одговорам. Еве да речеме филм кој би го номинирал, за кој вие баравте такво, на српски тоа се вели вака: лут јебе збунјенок, а на македонски кој е овде збунет? И вам лично би ви поделил улога да тоа е еротски филм, се работи за тоа. И тука Добро, благодарам многу. Значи да се навратиме на политичарите. Еве ќе повториме што ни е темата, па да се држиме до темата. Во филмот Македонија, наместо актерите и режисерите, главни звезди се политичарите. Сега во ова издание очекуваме од вас да слушнеме, се разбира вчера се гледа Оскарите, па да видиме вие доколку би создавале, креирале номинации, кому и во рамки на која категорија и номинација би ги доделиле Оскарите, што се однесува до политичарите. И сега каков наслов би дале на филмот кој што целосно осликува ситуацијата во Македонија? Добар ден. Добро вечер. Добро вечер, нека биде, повелете. А гледајте, најдобар политичар за нацијата своја е најдобар глумец ли, во која категорија го ставате филмска? Прва категорија. Значи, најдобар за нацијата своја Ахмети, Алијата. После другите може да се кажи чапка да се пише едно големо. Многу вака, едно 7-8 пати да се пише чапка, чапка и чапка. Пошто никој ништо не сработил за народот до сега. Не гледам да сработи. А еве каков Оскар, кому би доделиле Оскар за специјални ефекти, например? За специјалниот? Специјални ефекти. Филмовите имаат специјални ефекти, па еве... На никој. Сето е тоа турли тала. А кој филмски наслов најдобро ја отсликува ситуацијата во Македонија според вас? Најдобро пак Алијата, Ахмет. Ама филмот како би се викал? Нема врска како ќе се вика филмот, како и да се вика. Нема врска ќе се вика филмот? Да. Па ајде бидете поздравени. Благодарам и за вам и што не следите и што дадовте одговор на нашите прашања. Продолжуваме понатаму, значи да видиме какви категории и номинации имате вие Оскари за нашите политичари. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Поздрав и до вас и до вашето студио. Ајде да почнеме со насловот. Филмот кој што најдобро осликува ситуацијата во Македонија. Филмот? Насловот? Филмот треба да се вика "Види ја другата страна на самиот себе". Зошто никој не сака да ја види другата страна, па затоа ја избегнува другата страна. Добро, тој филм би бил што? Трилер, драма, комедија, научна фантастика? Хорор. Прав хорор. Другата страна е хорор. Бутни го другиот да се тепа и гледај хорор. Во тоа е суштината. Како политичар би ги наградил како најдобри измамници во политиката. Сега да не ги нагласувам по име и презиме, тие се знаат, се снимани, отснимани 100 пати и не им доаѓа паметот. А се вика филмот "Брат, браќа, убива". Размисли. Брат, браќа, убива. И другиот филм од женската страна, како номинација, ќе ја добие "Сестра, сестрите ги убива". Тие два филма, кога ќе ги видите и кога ќе ги споите во едно огледало, и ќе видите многу разни работи, што не требало да ги гледаме. Затоа ви пожелувам да се вратите малку на кај југот, од кај сте дојдени, да си го видите југот како е тажен,
Вардар е заматен, боењето кога ќе влезе, таму викаат грците. Абе, Благодарам за вклучувањето. Само внимавајте, тајмерот е 90 секунди. Зоран Георгиев напишал: најдобар подкаст готвиме со Маричик. Ете и таква категорија. Па ајде, според вас, кој треба да добие Оскар за режија, за глума, специјални ефекти, оригинално сценарио? Секако, еве, Оскарите изминаа синојка, па ги знаете, има поприлично доста категории. Да видиме што ќе кажете ви, колку ќе бидете креативни. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Ало? Да, ве слушаме. Поздрав до вас, во црвена линија сте. Во црвена линија, благодарам. И јас нокеска до 3 саат кога ги гледав Оскарите и уживам во тоа. Меѓутоа, за Оскарите, за политичарите, кога се станува збор, сите треба да добијат Оскар за апашлук. Само една категорија. Тој залага на овој беден народ, кој што стварно не знае како да преживе, а не да гледа и да ужива. Кажете ни, доколку дадете филмски наслов за ситуацијата во Македонија, како би се викал вашиот филм? Што отсликува ситуацијата? Мојот филм би била Порка мизерија. На италијански, што би кажала. Добро, значи италијанска продукција. А во која категорија филмови? Трилер, хорор, психолошки трилер, драма, комедија? Хорор. Како да кажам другачи. Само тоа се слуша, кој каде земал, кој како направил, кој се возел, кој вежбал, кој крадал. А за народот сиромашен и беден, што го реков предходно, ни збор, ни трага, што се вика. Само за нив, и ако треба, и што викаат, и соколите ке влезат и за поддршки, и за све, да ги користат. Благодарам многу и вам за одговорите. Секако продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Повелете. Да почнеме со насловот на филмот. Со насловот не можам да измислам некој хорор наслов за Македонија. Не можам, не ми текнува во моментот, најнешто што незгодно. Ние живееме во хорор држава. Хорор Македонија, како сакаш крстино. Ете го насловот, а според вас како би ги поделиле номинациите, односно Оскарите, според кој категории? И ком? Па вака сега. За Оскар би на прво место би доделил за Али Ахмети. Човек. Во која категорија? Во политика. Човек кој со 13 души пратеници ја командува целата Македонија. То наспроти 44 од СДС. Тој тие не за Оскар, за награда. За специјални ефекти, оригинално сценарио? Оригинално, многу, знаете, во филмот не сум воведен, не сакам да вреѓам. Меѓутоа, еве ќе оставам Бујар Османи, каде што оди по други држави представник на Македонија, а агитира за Косово. Не ми е јасно тоа. Никако не можам тоа да си го врзам, значи тој ти е супер за таа работа. И како председатели двајцата ја представуваат за председатели Македонија да се кандидират, а тие си одат со албанско знаме и америчко знаме. А главна женска улога? Која е женска? Да, главна женска улога. Кој треба да доби? Главна женска ова што беше на СЈО. Ова заборев како се вика. СЈО, главна женска улога, заборев како се вика. Добро, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте? Господја Тина. Поздрав, господине Златко. Ги гледавте ли Оскарите? Да. Епа еве сега, доколку треба да режирате филм, каков наслов би дале на тој филм кој што најдобро ќе отслика ситуацијата во Македонија? Големиот гроф Дракула.
Дракула? Добро. Да, трансилванскиот гроф Дракула, ова е Балкан, тоа му приличи на нашата влада и на нашите политичари. А кој би добил најдобра и во овој филм номинација за Оскар за најдобра машка улога? Па господинот Али Ахмети, Пендаровски, тука се тие, све близко. А женска главна улога? Женска главна улога? Господјата Шекеринска, Бомбона бизнис. Све тоа врзано со грофот Дракула. Трансилванскиот гроф Дракула, тичач на крв на нашата работничка класа, која премина во капитализам преку ноќ. Ви благодарим и имајте убав ден, Да прашаме дали во овој филм ќе има и номинација за Оскар за специјални ефекти? Па, ќе има, само далеку е Холивуд од нас. И благодариме, имајте убав ден. Најубав ден и вие, ние ви благодариме што ве се вклучивте во Црвена линија. Сега малку ќе ве профрлиме на еден профил на Facebook со цел, бидејќи зборуваме за темата Оскари, односно доколку се доделуваат Оскари во категории на политичарите, еве што напишал Божидар Божиновски. Политички Оскари во државичево. Главна машка улога Али Ахмети, споредна машка улога Димитар Ковачевски, главни женски улоги Гурдана Силјановска и Билјана Ванковска, споредна женска улога Славјанка Петровска. Најдобра шминка и костим Буер Османи, саундтрак Али Ахмети, филм на годината Електрични возила во Тетово, филм од неанглиско говорно подречје Македонија во ЕУ до 2030, најдобра сценарио борба против корупцијата, најдобар режисер Али Ахмети, најдобар помошник режисер Артан Груби и најдобар документарец Нема документи годинава и серија на годината Алијанса за албанците. Оскар за животно дело Павле Трајанов. Кој треба да добие Оскар за режија, кој за глума, а кој за специјални ефекти, доколку вие ги одредувате номинациите. И сега ако сакаме да слушнеме кој филм, односно чиј филмски наслов најдобро би ја осликал ситуацијата во Македонија, во каква категорија на филмови би бил тој филм. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Фала и до вас. Па еве да почнеме со насловот на филмот. Според вас... Насловот на филмот ќе биде за мене Бен Хур, ако го имате гледано. Секако, тој е... Некој го е гледал. Најскапите филмови во минатото. Молам? Еден од најскапите филмови во минатото тогаш. Што го Бен Хур го представува целиот народ воопшто измачуван. Значи и на крајот не може да се види ни жената, ни мајката. У затвор ставан од најблиските луѓе, од своите луѓе, издаден и што завршува на крајо, издржува и се ја видува фамилијата, така и со Македонија ќе биде. Ќе обстанеме на здрави нози и ќе имаме многу поубав живот него ли овие што ни го наметнаа со сила оваа влада. Оскаро го давам од најпрвиот до најпоследниот политичар, а у негативна смисла. Тоа е од мене. Многу ви благодарам, бидете поздравени. Многу ви благодарим и вие за вашето и вам за вашето учество во издание на Црвена линија. Продолжуваме со вас да слушаме какви наслови ќе имаме филмски, што се однесува наслови кои што ќе осликаат според вас целосно пред се ситуацијата во Македонија и еве според вас и во каква категорија би, односно под кој жанр на филмови би бил овој филм за Македонија. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Повелете, ве слушаме, еве. Овака, ја би ја наградата би ја крстил кратко и јасно. Најголемите уништувачи за кражба и допринос за уништување на државата. Добро е според вас еве... Првиот филм би бил. Ова би генерално ќе биде за сите што ќе ги наведам теми на филмов, односно насловите. Режисери и сценаристи. Али Баба и 40 разбойници. Се знае тоа кој е филмот. Вториот би бил Пинокио
бившиот премиер што беше овде, оригинален, кој го има читано тоа книга Тоа и така ќе биде натаму. анимиран филм во таа категорија, анимиран. Пинокио, исто за главна улога, не треба ни кукол, ниту дублер да се става. Понатаму би бил Пинк Пантер, председателот нашиот овдека, со сите потези А и еве, сите... која ви е омилена актерка од политичарките? Не, политичарките полека на крај ќе дојде. Значи, би бил, ме прекинавте, се извинувам, Имаме уште малку време, а сакаме да исто би бил слушнем. во групата на Кум, слично на Марбон Брандо, уништувачот на путерот. Знаете зашто многу луѓе жалеле од кога го уништил, знаете од која категорија Кум го имате гледно така возрастните. И исто би бил од женските ли сакате? Па еве, Гица нека биде, не знам дали сте огледале вие Тина, некоја мени. Затоа и ве пренасочи во излагањето со цел да слушаме која ви е омилена актерка од политичарките, но се уште траеме, така да можете повторно да го завртите нашиот број со нови 90 секунди и нема да изоставиме и да ви се заблагодариме за вашите одговори. Добар ден! Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Да ви честитам 8 март. Секако, ако е касно. А ако не е никогаш доцна за честитки, ви посакуваме се најубаво. Артерка, ја кажувам дека е Рада артерка, најубава артерка е Рада. А каков наслов би имал филмот кој што отсликува целосно ситуацијата во Македонија? Ја не знам со филмови да се расправам, само кажувам Рада. Она се може да се направи со неа. Она може се да прави, само друг не. А највеќе ја почитувам Гордана. Толку. Пријатно. Добро, благодарам. Значи, темата, еве ќе повториме, денес зборуваме со вас за филмот Македонија, односно во филмот Македонија, наместо актерите и режисерите, вистински звезди се политичарите. Што ме така да слушаме од вас какви номинации, во какви категории, еве според вас, кој политичар за што би требало да добие Оскар и секако, доколку сте режисер, каков наслов би дале на филмот кој што целосно отсликува ситуацијата во Македонија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Да, повелете. Јас сум Јановски Ташо. Поздрав до вас, господине Сашо. Режисери викавте. Јас сакам да нагласам за Оскар Ранко Петрович со Златна Бубамара, што ги собира сите политичари и сите останати глумци, еве доколку вие доделувате Оскари. И како да речам. Господине Сашо, доколку вие доделувате Оскари, кој ќе добие за главна женска улога меѓу политичарките? Ја мислам дека ќе добие Ранко Петрович за најдобар... Ама тој не е политичар. Ние политичари бараме. Како да е, еве уште еднаш ќе повторам, значи во филмот Македонија наместо актерите и режисерите главни звезди се политичарите. Што ме така да слушаме од вас, доколку вие креирате номинации, треба да одлучите кој од политичарите треба да добие Оскар, да видиме како би ги доделиле вие, доколку сте една таква академија филмска. Што значи, ајде меѓу политичарите, кој според вас треба да добие Оскар за главна машка улога, која актерка треба да добие од политичарките, се разбира, за главна женска улога. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум на линија. Да, повелете. Благодарам. Па видите, овој филм, ние го рачунаме за пиратски. Забрането ни е да го прикажуваме. Уште не е снимен како што треба. Иначе ќе се снима на 3 локации у Шуцка, у Идризово и у Венителство. Како ќе се вика филмот? Па филмот, како ќе се вика? Ќе плати ви чуварот. Чуварот ќе се вика или? Како рекол? Да, чуварот ќе се вика. Добро, во која категорија на филмови ќе биде? Акција, трилер, хорор, комедија, драма? Ќе има од све по нешто, акција, трилери, хорори, све ќе има.
Добро. Кој ќе го снимаме, ќе бидете известени и ќе ве викнеме на снимањето Шутка и Дризово и обвинителство. Добро, Благодарам, еве, хубав ден. доколку доделувате Оскар за специјални ефекти, кому ќе ја доделите? Добро, времето дојде за реклами, што значи имате се уште време да дадете одговори на Instagram стори анкетата, па по рекламите следуваат и резултатите. Ајде да погледнеме како одговорија на денешната анкета Инстаграмџи. Прашањето на Инстаграм стори беше следно: кој филм најдобро би ја представил ситуацијата во Македонија? Дадовме две опции, по да има ли пилот во авионот прв дел. За овој наслов гласа 52%, а за продолжувањето на има ли пилот во авионот под Б, втор дел, одговорија 48%. Ако не следите на Инстаграм, заследете не, а секако топло препорачуваме да го гледате најдоброто од квизови, се разбира, заврти на Телма. Ке номинираме за главни награди, па некој од вас денес ке си го освои Оскарот за микропечка. Се гледаме.